Значи уште еден нов пожар, човек. Државава изгоре. Тоа е. А гледај ти Охрид и градиште што се случува. Преполно луѓе, прилеп жив човек не остана. Не остана. Абе, хуманитарен концерт че имало. Каде бе? Во Калинка. Леле бе, заборај бе. Абе, јас со бендот свирам вечера на хуманитарен концерт. Ау, за кого? За девојче Стефанија. Потребни се 20.000 евра, собрани се само 4. И ти тука ми седиш ко тапан без палки. Со кахон сум вечера. Па ајде тргнуве пред мене тогаш. А емисијава? Шо емисијата? Па ти кажав, че поидиме таму, ќе направиме репортажа и ќе пуштиме апел да помогне сите што може. Гениално. Не знам што би правил јас без тебе. Па ќе седиш тука и ќе бараш глупи вицеви. Ајде тргнуве. Добро, кажи ми како можеш да заборавиш. Абе така, Михаела, заборев, веќе ме себе од локдаун. Како е чувството кога ќе свириш на хуманитарен концерт? Што ми свирил многу и да ти кажам дека чувството е посебно кога ќе свириш на хуманитарен концерт. Така. И веќе се наоѓаме во Калинка клуб. Тука со нас е Димитар Јовановски, член на Dream Team од Деца за деца. Димитар, како си? Добро, благодарам на прашањето. Првен би те прашал од кога постои Dream Team од Деца за деца? Па вака, Dream Team има застанато како организација самостојно во 2021 година, а постои од 2013 година како Lions клуб, пошто се осамостојува во 2021 година. Така. Која е целта и задачата на Dream Team организацијата? Па да се организира хумани настани со цел да им се помогне на одреден број на луѓе, значи како На тие кои што им најпотребно во моментот. да, на тие луѓе кои што им не е потребно, да. Така. Колку настани досега имате организирано како Dream Team? Па не можам да запамтам точна бројка, но имаме организирано доста настани кои биле успешни до сега. Исто така, вечерот тука сме на уште еден хуманитарен концерт организиран од страна на Dream Team, па дали може да ни каже за кого организиран и кој ќе не забавува ова вечер? Да, настанот се организира за Стефанија, која и треба помош, па ние сме организацијата која организираме со цел да ја пружаме некоја помош, минимална, но се надаваме дека ќе биде најуспешна. И вака, значи ќе не забавуваат вечерова The Hounds, Шало, Гоце и Джоджо и бендот во кој сум дел од него, Lockdown. Заедно со? Златко Карчевски, фронтмен и басист на The Hounds. Вие? Како се викаш? Има. Ти како се? Јас сум Емил Карчевски. Ми кажавте веќе во кој бен свирите и кажете ми како е чувството да се свири на хуманитарен настан. Па добро, сега секогаш е добро да се помогне таму кај што е најпотребно. Ние сме секогаш достапни за оваа намена и се надеваме дека ќе собериме потребните средства за да ја помогнеме на Стефанија. Сега бргу ви е роден денот следува на вашиот Да. ден, па кажете ми нешто повеќе дали каде ќе има настан, дали воопшто ќе има настан за роден денот? Да, припремаме роденденски концерт. Тоа е 17 години од формирањето на бендот. На 13 август тука во центарот на чаршијата пред истиот клуб Калинка правиме голем роденденски концерт, каде што може да најавам дека ќе имаме многу други гости што ќе настапат освен нас. До сега би ги открил DJ Neox, Сирилик и многу други диџеи да не откриваме се. Ве очекуваме да дојдете таму.
Благодарим на поканата и ви посакувам повеќе успеси понатаму. Фала многу сега. Ние сме тука во Калинка заедно со Александар Истески. Александар Истески, милувам вие. Најпрво ми кажи за кој бенд свириш. Вечера свирам со Локдаун. No? И кажи ми како е чувството да свириш на хуманитарен настан. Па чувството е топ, гледаме да помогнеме на било кој начин што можеме и се надеваме дека на крај ќе испадне секој што треба. Ти благодарам. Денешната епизода ја завршуваме со Јас сум Куман, биди и ти. Телефоните за донација. А исто така, кој сака може да донира и на платформата pavelandreev.org. Со нас се гледате некаде во август. А до тогаш останете ведри, Позитивни насмејани. и хумани. Чао! Чао!